не ја поднесоа нивната резолуција, а ниту сакаа да бидат дел од расправата во собранието за резолуцијата на ВМРО-ДПМН на темата мигранти во Македонија. Пратениците на СДСМ избегаа од пленарната седница во собранието, на која требаше да се расправа за документот на власта со кој што се гарантира безбедноста на државата. Се оправдаа дека нема да учествуваат бидејќи не биле присутни дел од министрите и премиерот, кои инаку се во Брисел на самит ЕУ Западен Балкан. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, Никола Мицевски, рече дека резолуцијата е единствен документ кој што е ставен во институционална рамка. Пратеникот Бојан Стојановски пак ги обвини социјалдемократите за лицемерие. Откако устата им беше полна со наводни мигранти, кои не ги чекале на граница, кои што само што не дошле и кој знае што уште не ја исполажаа, денеска кога требаше да се дискутира во собранието на таа непостоечка тема која тие ја отворија, тие го напуштија собранието. Не само што избегаа од темата, како мачи од куче, туку и фамозната резолуција која предлагаа во јавноста и устата пена им фати одговорење дека била најдобрата, ја немаат ниту поднесено во собранието. Иако СДСМ се уште немаат поднесено документ до Законодавниот дом, сепак го обвинија премиерот Христијан Мицкоски дека избегал во Брисел само за да не ја поддржи нивната резолуција. Преку соопштение објаснија дека не предале документ, бидејќи ВМРО-ДПМН не се согласиле да разговараат на оваа тема. Тврда дека претениците на власта не сакале да се отвори дискусија во собранието. Тоа било причината и зошто ја напуштиле седницата. СДСМ нема да им биде прекривка за најголемото предавство на Македонија, пари за мигранти, нека си ја подпишат предавничката политика сами, заедно со колаборантите од Знам за пари. Вистината е следна, не сака да ја подпишат резолуцијата, сакат своја контрарезолуција. На граѓаните сега им е кристално јасно зошто. Имаме избори, имаме мигранти за пари, повеќе не е потребно никакво дополнително објаснување. Темата мигрантски кампови во Македонија ја бранува јавноста веќе 10 дена. За сега само резолуцијата на ВМРО-ДПМН стигна до собранието и е дел од седница на која допрва треба да се расправа и гласа. Премиерот Мицкоски пред неколку дена побара од јавното обвинителство да провери дали постои кривична одговорност за ширење страф и паника кај граѓаните, откако неколку пати децидно ги демантираше информациите за населување на мигранти во Македонија.